Почитувани, вие сте со македонски корени, вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Во наредниве минути ќе ги одвоиме за разговор со нашиот гостин, а како што знаете, како што ви најавивме дека денес наш и ваш гостин ни е универзитетскиот професор доктор Михајло Марковиќ, професор на катедрата за македонски јазик при Универзитетот во Тетово, а историчар, диалектолог, лингвист и член на Комисијата за култура на ВМРО ДПМН. Токму така, почитувани слушатели и Facebook пријателки, пријатели и наши ценети следбеници, за таа цел го покануваме господинот Марковиќ да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Господине Марковиќ, добро ви утро и добро ни дојдовте за прв пат на Македонски корени. Добро ви утро и од мене, господине Марковиќ. Ви благодариме што не достоивте нас, но пред се и нашите слушатели и гледачи на Македонски корени се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што се со нас во овие моменти и оние кои што покасно ќе не слушаат и гледаат. Добро утро, добар ден. Бидејќи сме во различни временски зони, задоволството и честа се само мои. Ви благодарам на поканата и сум убеден дека ова е нешто што би ги интересирало сите македонци низ светот, па не само низ светот, туку повеќе би требало да ги интересира и во Македонија, бидејќи и ние недоволно сме едуцирани по однос на нашата историја и нашиот јазик. Токму така. Професоре, во најавата веќе рековме дека сте универзитетски професор, историчар, диалектолог, лингвист и дека предавате на Тетовскиот универзитет на катедрата за македонски јазик, како и дека сте член на Централната комисија за култура на ВМРО ДПМН. Пред да го почнеме разговорот на темите за кои имаме намера да ги отвориме во текот на разговорот, со оглед на ваше прво учество во Македонски корени, би сакале да ни кажете малку повеќе за вас. Кој е Михајло Марковиќ? Михајло Марковиќ е вонреден професор на Универзитетот во Тетово. Во суштина работам на универзитетот повеќе од 10 години, се занимавам со јазик, лингвистика, историја на јазик, диалектологија и лексикологија и ги предавам тие предмети на универзитетот, како и македонски јазик на останатите катедри. Сум во суштина магистер по историја на јазик, а докторската дисертација ми се состои од елементи кои што го поврзуваат стариот јазик, односно старословенскиот јазик, со современиот македонски јазик, кој што има еден од најјасните еволутивни процеси во сите јазици кои што јас ги познавам, особено оние словенски јазици кои што постојат на европско тло. Така, македонскиот народ е еден од ретките народи, ако не и единствен, кој со право може да се каже дека сме библиски народ со библиска и културна традиција. Ако тргнеме од една позната изрека дека минатото живее додека трае во сетевањето на живите, ќе можете ли да ни кажете од кога, односно од кој век започна словенската, односно македонската писменост, преку која е представено христијанското учење, но пред се сведоштвата за Исус, Богородица и други светци и апостоли. И поважно од тоа, имате ли сознанија од кој век може да се сретне нашиот македонски јазик, кој како светилник ја осветлува македонската писменост, а со тоа и огнот на вистината, кој сведочи и ќе сведочи дека македонскиот народ е народ со корен, традиција и народ со историја. И каков одговор ќе испратите на небулозните тврдења на соседите кои се обидуваат да ни кажат кои сме и што сме ние македонците, но и на оние кои се обидуваат да ни наметнат некаква си заедничка историја. Опростете, професоре, повеќе прашања вклопени во едно, само да ви дадеме простор за да можете да ни објасните не само аз, него на сите оние кои што имаат подзаборавено или оние кои што не слушнале. Ви благодарам на прашањето или прашањата во суштина, но овде мислам дека вистината е јасна и мислам дека ако досега сте ме слушале или ме слушал некој друг, јас владеам со многу упростен речник во однос на искажувањето и на објаснувањето на работите. Значи, сакам да доближам
и јазикот и историјата на македонскиот народ до народот. Онака како што во суштина Кирил Печиновиќ и Јоаким Крчовски, нашите први интелектуалци и просветители, се обидувале да го спуштат јазикот на едно ниво кое што ќе го разбира најпростиот народ. Мислам дека успевам на еден начин, не само со трибини, презентации, научни собери, току мислам дека успевам и со студентите да најпросто им ги објаснам работите и да успеат да ги разберат. Факт и вистина основна е дека македонскиот народ е библиски. Значи, од тоа нема бегање од проста причина, бидејќи во Библијата, во самата Библија, македонскиот народ се споменува многу пати, односно во повеќе наврати. Се споменува и територија Македонија, па дури и она прашање кое што е поврзано со самата Библија, односно сведоштва за апостолите, сведоштва за нашиот Господ Исус Христос, сведоштва за Мајка Богородица и така натаму, се испишани низ едно живо писмо кој денес постои, а тоа е Светото писмо Библијата. Апостолот Павле и Петар, кои што се едни од најзначајните апостоли, не дека другите не се, но овие се најзначајни по однос на своите дела кои што ги постигнале, едниот од нив присуствува во Македонија и за прв пат доаѓа на европско тло токму во земјата Македонија, односно нашата татковина Македонија. Не само тоа, за прв пат е покрстена првата жена, тоа е Лидија, и сето тоа е забележано во една жива книга, како што напоменав, а тоа е Светото писмо, односно Библијата. Значи, од овие елементи кои што се труди некој да ги негира, не може да се избега. Туку може само на таквите моменти да наштетиме самите ние. Односно, внатрешните предавници, мислам без никакви цензури, може да се каже предавници, од причина што не само што не сакаат да си го бранат своето, току најверојатно сакаат дури и да ја сокријат вистината, што јас сметам дека не е полезно нити за науката, нити пак за оној кој што се труди на таков начин, на дрзок начин, да се самиот разнебитува. Македонскиот народ, како народ првично, не само што библиски постои, туку континуитетот на македонскиот народ и македонскиот јазик се засведочени во многубројни книги и ракописи. Токму бидејќи јас работам на ракописи, може јасно да се види континуитетот. Зборувам сега со факти од 9 век па до ден денес. Значи со факти кога зборувам за она што го имаме написмено, односно напишани документи. Преку одредени истражувања во ракописите, многу јасно можеме да забележиме како се развива македонскиот јазик низ вековите. Но, сепак, никој не може да го оспори нити фактот дека словенските јазици се базираат на македонски јазик, не на македонски дијалект. Голем дел од научниците кои што се занимаваат со лингвистика нема да се согласат со мене, не знам од кои причини, бидејќи кога зборуваме за се пред 9 век, зборуваме за тези и хипотези. Значи, ако може некој да си дава своја хипотеза и теза, ние го имаме најголемото право, односно најголемата вистина, ние да ја завадеме нашата хипотеза. Како што тоа, впрочем, за 9 век го прават Ватрослав Облак и Ватрослав Јагиќ. Не македонци, туку словенски лингвисти. Тие за прв пат ја донесуваат на виделина токму македонската територија за потеклото на словенските јазици. Тука сакаме малку да проговориме за македонската ренесанса, тема која за многумина е се уште непозната. Дали македонската ренесанса има некаква поврзаност со христијанството, особено со црковната архитектура и фрескосликарството, и дали мисиите на Свети Кирил и Методиј, како и создавањето на глаголицата се дел од таа позната македонска ренесанса? Кажете ни нешто повеќе за истата. На ова прашање би се осврнал првично од научна гледна точка, односно од гледна точка на факти или теории кои што ги даваат одредени лингвисти.
не само лингвисти, току историчари и оние кои што се занимаваат со Ренесансата имаат различни гледишта првично за неа. Бидејќи таа, едните сметаат дека постои некаде од 14-тиот до 17-тиот век, други сметаат дека таа е еден мост на стариот век со новиот век, трети пак сметаат дека самата Ренесанса представува известна носталгија кон антиката. Што значи самата Ренесанса не е точно утврдена како термин што е. Сепак, кога зборуваме за македонскиот народ и територијата на Македонија, а кога зборувам за територија на Македонија, не зборувам за Вардарска Македонија само, односно за Република денешна Македонија, туку зборувам за територијата која што реално припаѓа на македонците. На која што реално живееле македонци, кои што македонци, малку само ќе начнам друга тема, во голем дел се асимилирани и во голем дел протерани од своите огништа. Значи, извршен е најголемиот геноцид на еден народ кој што се крие ден денес и за кој што никој не сака да зборува, особено историчарите кои што би требале многу јасно и јавно да проговорат за ваквиот тип на прогон кој што постоел и е засведочен во одредени литератури. Во однос на Ренесансата би укажал дека македонскиот народ, мислам дека има најголемо право да каже дека има неколку етапи на Ренесанса. Бидејќи со создавањето на самата глаголица од светите браќа Кирил и Методи се оди кон една Ренесанса, бидејќи пред нив на територијата на Македонија не дошле на нешто што е пусто. Значи, таму постоел некој народ. Иако словените дошле некаде од 3-тиот до 6-тиот век на просторите на денешна Македонија и на просторите на Европа, како што тврди науката во суштина, сепак на таа територија мора да постоел некој народ, а тоа сме токму ние, македонците. Чист народ по генетика нема, зашто може да покажат големи истражувања на генетските резултати во Швајцарија кои што се вршат, но сепак тука мора да постоел народ кој што јасно е дека е македонски. Односно, ние сме единствените наследници на онаа Ренесанса по однос на науката за поврзување со антиката и носталгијата на онаа античка Македонија и директни наследници на целосната култура која што има античка Македонија. Сепак, Ренесансата во Македонија може да се земе во предвид и со создавањето на глаголицата, веќе почнување на една нова етапа, на едно ново културно движење, бидејќи Ренесансата по дефиниција е културно движење. Потоа постои една цензура која што се врши, зборувам од 14-тиот век, некаде до 16-тиот век, особено за Македонија и особено за македонскиот јазик и особено за сите оние цркви, градби, сликарство, резбарство, кое што мислам дека едно од најдоброто резбарство го имаме токму ние, македонците, и тоа на историски план, но и на денешен план, се уште постојат резбари кои што одлично си ја знаат својата работа и својот занат, кој што најверојатно не само стручно, туку и генетски се префрлал до ден денес. Но сепак, и во однос на најновата Ренесанса, односно поврзувањето на средниот век и последната теорија која што ја кажав за Ренесансата, во новиот дел, сепак ние имаме и таму со што да се гордееме, бидејќи имаме бројни, ама буквално бројни јазичари, бројни историчари, бројни интелектуалци и просветители, кои што го донеле на македонскиот јазик и македонскиот народ до едно рамниште на сите европски народи. Би ги набројал Мисирков, Жензифов, Печиновиќ, Крчовски и така натаму, па дури и денешниот наш современик би рекол Блаже Конески. Така. Вие доаѓате од просветната фела и земајќи ги во предвид сите ваши досегашни дела и научни достигнувања и трудови, кои морам да ви честитаме со Бети, бидејќи сретнавме преку 60 на ваши 70 и повеќе трудови, кога се припремавме за ова интервју, ќе го извлечеме заклучокот дека добро сте запознати со македонскиот образовен систем, со кој, за жал, во последниве 5-6 години не можеме да се пофалиме и наместо да напредува, назадува на сите нивоа, од основно па се до универзитетско, каде што исчезнувањето на науката е најочигледна.
Ако почнете да се навраќате наназад во образовниот систем, за да дојдете до темелот, односно да стигнете до коренот на образовниот систем, верувам дека најверојатно тоа ќе биде времето можеби на Свети Климент Охридски и неговиот универзитет, кој имал 4000 студенти, па дури и времето пред него. Колку се издржали тврдењата на светската наука дека Болонскиот универзитет е првата образовна институција во светот и како се случи тоа да се игнорираат вистинските факти дека Охрид имал свој универзитет пред Болоња? Дали тоа прашањето? Да. Во ред, вака. Повторно овде, не знам и со време како е, дали сум ограничен нешто при говорењето само. Само зборувајте само суштинските работи. Време ќе се заиме колку што треба. Во ред, ви благодарам. Малку јас се расплинувам бидејќи влегувам и во некои малку блиски теми, Така. но по однос на науката и на Болонскиот универзитет, јас би рекол дека не знам колку е тоа издржано од многу причини и не сум сигурен зошто ние се откажуваме од Свети Климентовиот универзитет. Не другите. Другите нас не ни се важни. Јас секогаш велам да не гледаме што ни наметнува некој. Туку ние да не го прифаќаме и во ниеден случај да не разговараме за нешто такво. Како што некој, се извинувам, не може да разговара дали јас сум Михајло. Нема да дозволи ни еден. Нити од власта, нити од опозиција, од никој нема да дозволи за своето име да разговара. Болонскиот универзитет е основан 1088 година, ако не се лажам, по она што јас го знам сега, а Охридската книжевна школа, односно Свети Климентовиот универзитет е основан 1 век порано. Вие видите која е разликата по однос на години првично. Свети Климентовиот универзитет и претходно, точно е дека ние, македонците повторно, јас сум убеден дека тоа се македонци и сум убеден бидејќи писмени докази точно е дека немаме. Имаме јазични докази и имаме било какви информации по однос на потеклото на светите браќа Кирил и Методи, односно нивното раѓање. Значи, ако денес велиме јас сум роден во Тетово, и самото тоа ме класифицира како македонец. Тогаш и светите браќа Кирил и Методи, ако се родени во Солун, на територијата на Македонија, и Свети Климент Охридски и така натаму, сите оние просветители, сите оние светци кои што ги имаме денес, јасно е дека станува збор за македонци. Значи, во суштина, Охридскиот универзитет, односно Свети Климентовиот универзитет, не само што создал 4000, туку тој создал повеќе од 4000 следбеници и ученици. Образувал повеќе од 4000, значи бројката никош не може да биде јасна, може да се работи и за 10.000 ученици. Тие ученици образувале дополнително најверојатно по 10 на човек или по 100 на човек. Затоа што тие биле обучувани од Свети Климент и останатите ученици негови за да го шират образованието и христијанството не само на територијата на денешна Македонија, бидејќи знаете подоцна Охридската архиепископија колкава територија зазема. Зазема територија не само во Албанија, во Црна Гора и така натаму. Тоа е една од најголемите цркви кои што постоеле во тој период. Свети Климент Охридски и претходно самиот Кирил и Методи, односно светите браќа Кирил и Методи, создаваат исто така една голема писменост, бидејќи тие не одат само со оние 5 ученици, Сава, Ангелари, Климент, Наум и Гораст. Току околу нив најверојатно, бидејќи се работи за долг пат, а тогаш немало возила и авиони, оделе пешки или со коњи. Најверојатно околу нив имало голема група на ученици, можеби и повеќе од 100. Значи, уште тогаш тие почнуваат да шират образование, а Свети Климентовиот универзитет е само завршниот елемент на почетокот на светите браќа Кирил и Методи, односно основањето на првиот не само словенски универзитет, туку европски универзитет. На почвата на Македонија пред Свети Климентовиот универзитет не постои друга образовна школа, бидејќи и самиот Болонски универзитет не може да се каже дека е високообразовна школа. Мислам дека многу јасно е дека во 10, 11 и 12 век немате вие високообразовни школи, туку имате школи за образување. Тоа е првата институција која што е засведочена
како универзитет, односно како школа за образување на ученици кои што подоцна ќе образуваат други ученици. И затоа се нарекува универзитет. Так. Професоре, како е можно цврстиот темел, односно корен на образовниот систем, кој потекнува од времето на споменатите претходно Аристотел, на Кирил и Методий, на Климент и Наум Охридски, на Мисирков, на Печиновик, Пулески, Рацин и Конески, да се разниша и да дојде до точка на исчезнување? Дали клучот за враќање на образованието на правиот пат лежи токму во претходно споменатите филозофи, просветители и преродбеници? По однос на ова прашање би рекол дека јас не баш се согласувам со ставот дека лежи клучот во просветителите кои што претходно го имале. Затоа што оние просветители и филозофи си го завршиле своето. Тие направиле она што треба да создадат тоа што требало. И затоа сме дојдени ние до овде благодарение на нив. И мислам дека сите како македонци треба да се заблагодариме за тоа. Но мислам дека клучот лежи во нас, во самите нас. Ние очигледно итаме кон уништување на образование. Под кои диригирања, под кои не знам, придобивки некој ги има по однос на тоа не ми стана јасно. Можеме да предпоставуваме, но во суштина го прифаќаме она што некој сака да ни го наметне, а тоа е првично да си го уништиме образованието и ние се согласуваме со тоа. Вие сега сте на друг континент, подалеку, но мислам дека гледате дека ние јасно го прифаќаме уништувањето на образованието во Македонија. Не зборувам само кај македонците. Образованието во Македонија. Некој свесно, сигурно, сака да го руши, а не знам дали ние свесно или несвесно, тоа го прифаќаме и брзо успеваме со големи крупни чекори да го уништиме сопственото образование, што во иднина ќе доведе, како што гледаме, до навистина дипломирани, но неписмени кадри. Убаво кажано. И после се тоа досега кажано, како би изгледал еден професорски час кој треба да го одржите за да слушнат сите негатори на македонското постоење и постоењето на македонскиот јазик и нација, вклучувајќи ги домашните македонски негатори и апологети на власта. И тоа од сите сфери во македонското општество, а да не ги пропуштиме и членовите на Мешовитата историска комисија за историски и образовни прашања. Мислам на онаа со источниот сосед која минува на бугарските барања за некаква си заедничка историја и заедничко славење, но и онаа со јужниот сосед. Може ли да се обидете во 13 минути или малку повеќе, колку што ги е потребно, преку ликот на светите браќа Кирил и Методи, преку ликот на свети Климент Охридски, но и преку некој друг, односно други ликови по ваш избор, било тоа да е просветител, филозоф, апостол или преродбеник, да ги подучите, а оние кои подзаборавиле да ги подсетите за македонската вистина во однос на нашето постоење, на нашиот јазик македонски, наспроти тврдењата на соседите и на македонските предавници и негатори дека сме постоеле од 1945 година. Благодарам. Многу едноставно ќе го изведеме тоа, бидејќи јас работам на тоа со години. Не зборувам само во онаа просветна дејност што имам, туку и претходно при своите истражувања. Зошто? Многу е лесно да не да се браниме, да работиме и да го кажеме нештото кога вистината е на наша страна. Многу е лесно кога фактите се на моја страна, да зборувам и со оние од источните соседи и оние од јужните соседи и со оние внатрешните соседи би ги нарекол јас, не би ги нарекол поинаку, бидејќи може некој погрешно да го толкува тоа. Зошто? Затоа што предмалку не случајно или случајно се начна самата тема, самостојно, дека светите браќа Кирил и Методи се родени во Македонија, значи се родени некаде во околината на Солун или Солун. И тоа не е точно засведочено. Јас бидејќи имав неколку вакви предавања, би цитирал само неколку работи, но за да биде појасно малку,
напросто ќе кажем неколку работи. Светите браќа Кирил и Методи создаваат јазик за сите словени. Односно, создаваат азбука. Таа азбука ја создаваат врз основа на некој јазик кој што се говори таму, а не е старогрчки. Ме разбирате, друг јазик не постои. Имаме само македонски јазик. Бидејќи самите наши источни соседи првично не говорат на словенски јазик, оној кој што денес се нарекува словенски јазик или од 9 век засведочено како словенски јазик, туку зборуваат на малку поинаков јазик кој што за словените не бил разбирлив. Тоа е некој татаро-монголски јазик кој што си го имале самите наши источни соседи и сосема случајно или не случајно нашите соседи на кои што им ја предаваме историјата најбезобразно мислам, не се христијанизирани во периодот кога македонците или македонските словени подоцна се речиси целосно христијанизирани. Значи, во периодот кога ние се образуваме и надградуваме, односно обучуваме луѓе кои што ќе обучуваат други луѓе, токму затоа и го нарекуваат универзитет и високо образование, нашите источни соседи се уште не се ни христијанизирани. Тоа може да се види по самите крстења на тогашните булгари. Не знаеме нити тоа каков термин е. Бидејќи самите знаеме дека до 19 век немаме нација. Имаме народи, имаме различни имиња за одредени нации. Дали тоа значи прост народ, како што го нарекувале грците во тој период, дури и подоцна, при, да речеме, до 1945 многу често македонците се нарекувани булгари, но не како нација, туку како отпадници, туку како прост народ. Тоа е елементот кој што мора секој да го знае. Светите браќа Кирил и Методи врз основа на јазикот кој што постоел овде, тоа е засведочено, односно како што кажа Ватрослав Јагич и Ватрослав Облак, даваат македонската територија на создавање на словенските јазици, а тоа е дека некаде во околината на Солун, односно точно ги наведуваат селата Сухо, Висока и Зарово, се оние чисти јазични црти од каде што се трпи целосната македонска јазична или јазичен елемент кој што го имаме и денес. Јас велам дека толку просто е тоа да се забележи, дури и денес да отиднеме некој да сака од нашата држава да финансира едно патување, да овозможи, нели, делегација, не само со финансии, не мора финансии, сами ќе се финансираме, туку да речат, ајде да одиме во тие Сухо, Висока и Зарово, тие се уште постојат. И имаат уште носни назали, не зборуваат грчки, туку се уште зборуваат на јазикот, односно најблиску до јазикот кој што го зборувале тогашните свети браќа Кирил и Методи. Сепак тие тргнуваат, како што знаеме, во Моравската мисија, кои имаат и неколку мисии попатно, заедно со Свети Климент и Свети Наум, Гораст, Ангелари и Сава, каде што стигнуваат и наидуваат во суштина на голем отпор, првично нормално повикани, но подоцна наидуваат при промената на власта, односно промената на царевите и кралевите, наидуваат на некој отпор и почнуваат постепено да бидат протерани. Интересно е што нивното протерување повторно го носи Свети Климент во Македонија, иако првично стига во Србија. И кога зборуваме за територијални претензии или било какви елементи од тој тип, во тој период, за наша среќа најверојатно, за да можеме денес да го докажуваме тоа, и Белград врегува во тогашното Бугарско царство. Што значи, ако некој сака да ме негира мене како македонец, би требало и некој во Белград да го негира како србин. Мислам, толку се едноставни работите кога се согледуваат просто и едноставно и со факти. Продолжуваат и се враќаат назад, односно доаѓаат до попатно, нормално умира и Свети Климент и Свети Кирил, попатно умира и Свети Методи во различен период, но стигаат некако до бугарската престолнина, каде што ги пречекува царот Борис или кнезот Борис, и тоа токму од Белград упатени или од градоначалникот тогашни кмет, како и да се викале, кој што ги упатува кај тогашниот кнез Борис, кој што вели дека бара учени маши. Дури во тој период, нашиот источен сосед сегашен, без разлика каков народ бил тогаш, дали бил словенски, не словенски,
се уште не се покрстени. Но веќе имаат создадено една преславска школа која што најверојатно ја одигрува најголемата улога на германското свештенство во однос на истиснување на глаголицата, односно наметнување на кирилицата. Сите податоци водат кон фактот дека Свети Климент Охридски доаѓа во Охрид не по праќање на кнезот Борис, туку најверојатно како протеран од таму, или пребегнат од таму, или пратен во најпустата област во тој период, а тоа е Кутмичевица, а тоа е денеска Охрид и неговата околина. Но сепак, со Божја благодет, со Божји благослов, со своите способности кои што ги има Свети Климент, ако што ги наследил од светите браќа Кирил и Методи, и бидејќи потекнува од една земја како што е библиска Македонија, создава универзитет, не само што просветлува, не само што просветува, не само што обучува ученици, не само што христијанизира, не само што создава цркви, како што е грандиозното дело на Плаошник и така натаму, току тој успева целосно да завладее со областа, па дури подоцна е прогласен и за епископ. Самото негово прогласување повторно се смета дека е манипулација од страна на Бугарското царство, бидејќи Охрид, односно тогашна Кутмичевица, влегува во Бугарското царство, инсинуација со давањето на епископски чин да се прифати од страна на Свети Климент Охридски кирилицата. Бидејќи кирилицата во науката многу често ја пишуваат дека ја создаваат светите браќа Кирил и Методи или пак Свети Климент, а ја нарекува кирилица по Свети Кирил. Но тоа е факт дека не е вистина од многу причини. Една од главните причини со кои што јасно можеме да се бориме и против денешните тврдења на било која комисија историчарска или каква и да е јазична, двојазична, не знам ни што е тоа веќе, многу јасно можеме да се бориме само од фактот дека Свети Климент Охридски се бори јасно за зачувување на глаголицата, а Бугарското царство го наметнува веќе кирилското писмо, кое што се создава во Преславската школа. Значи имаме две школи. Охридска книжевна школа од едната страна на територијата и на денешна Македонија и Преславска книжевна школа на територијата на денешна Бугарија. Двете школи сосема диаметрално, односно сосема спротивно работат и немаме никаква основа или нема никој никаква основа да каже дека, не знам, Свети Климент Охридски е испратен да работи за нив. Ако вие работите за мене, ќе работите како јас ќе ви кажам. Сигурно нема да бидете против она јас што го кажувам, па уште да ве чувам. Во ниеден случај. Но Свети Климент Охридски торжествено се бори за глаголицата и ја дочувува до својата смрт. Дури неговите ученици се толку ревностни во чувањето на глаголицата, што ја чуваат некаде до 12-тиот век. Некаде во Хрватска, во најгорните делови, може да се сретне дури и во 14-тиот век. Значи, тоа била страшна борба на Свети Климент Охридски и своите следбеници за зачувување на самата глаголица, што е сосема спротивно со она што го прави Преславската книжевна школа. Овде би додал прости некои работи, едноставни, кои што лесно може да ги џвака секој кој што и прв пат го слуша ова, а тоа е дека изворите кои што ги добиваме за, не знам, за Свети Климент Охридски, дека создава кирилица, дека е поборник и за Бугарското царство и не знам од кој тип, се сведуваат на во најголема мера на Теофилакт и Хоматијан, а тоа се архиепископи кои што доаѓаат после него на чело на Охридската книжевна школа, односно на универзитетот и самата Охридска архиепископија која што постои веќе. Но интересно е што овде имаме многу голем временски период, разлика во временскиот период од упокојувањето на Светиот Климент Охридски до доаѓањето на Теофилакт и Хоматијан. Значи, по однос на тоа, би навел само дека уште пред да станат тие архиепископи, имаме голем број на други архиепископи, меѓу кои после Климент Герман, Никола, Филип, Давид, Јован,
Лав, Теодул, Јован и така натаму, уште неколку архиепископи, па дури подоцна доаѓаат Хоматијан и Теофилак, без разлика кој е прв, кој е втор. Што е овде поентата? Овде е поентата дека како никој не напишал ништо за Свети Климент Охридски, кој што бил директно до него и работел со него, и бил негов наследник, и имал македонско име или словенско име, односно Јован, Давид, Климент, како што кажав и така натаму, току грчки владици случајно пишуваат дека сето она кое што го имаме денес, дека тој се бори за едно, за друго и така натаму. Не можам јас да го прифатам таквиот факт, бидејќи сметам дека како и секогаш документите кои што постоеле од оние кои што освојувале и кои што биле на власт биле палени, биле уништувани и многу лесно се докажува спротивното. Уште на документ што е пострашно. Но, самиот живот или житие кое што го има Свети Климент Охридски заедно со светите браќа Кирил и Методи, укажува на нешто сосема друго, односно укажува на диаметрално спротивните елементи кои што ги има. Бидејќи јас работам на ракописи и во суштина оние книги кои што ги имаме објавено заедно со професорката Новотни, опфаќаат ракописно наследство и ракописи. Ние и во ракописите, речиси во сите можеме да забележиме дека фалат страници, дека еден дел се чува ваму, еден дел се чува таму, првите 10 страници се уништени или листови пергаментни кои што ги имаат. И сметам дека тоа е воопшто не е случајно. Дека најверојатно токму на тие 10 страници е запишано нешто што е многу важно за нас во моментот. Бидејќи тоа се македонски ракописи. Токму таму можеби се споменува и Македонија и Македонец, можеби целосно, не знам, предпоставувам. Но сигурен сум дека нешто кое што не одговара на оние окупатори и освојувачи, бидејќи Македонија е освојувана од пропаѓањето на Македонската империја, знаеме дека таа е делена и делена и делена. Па крај нема, па и денес некој сака најверојатно повторно да биде на некој начин делена, на било каков начин, дали физички или по инаков начин. По однос на продолжувањето на Свети Климентовото дело, немаме некои податоци, значи ние физички, но имаме многу важни елементи, односно имаме ракописи, преку кои што, како што кажав, бидејќи не можеме да класираме нации, народи и така натаму, преку кои што јасно пак можеме да ја покажеме македонската црковно-словенска редакција, односно македонска проевиненција на самите ракописи. Како се докажува тоа? Тоа се докажува преку различни елементи кои што ќе ги даваат развојот на оние канонски зборови, лексеми и така натаму во друг елемент кој што и денес ќе се среќава во стандардниот македонски јазик. Тука постои една мала цензура во периодот, како што кажав, некаде од 12-тиот век, иако сите пишувачи на ракописите, односно наследниците на Свети Климент Охридски, и не само во Охридската книжевна школа, туку и Кратовско-Злетовската книжевна школа на македонска територија, се толку скромни што во ниеден ракопис не може да се забележи име на оној кој што го пишува. Така пишувале Свети Климент, така пишувале Свети Кирил и Методи и така натаму. Току нивната скромност била во тоа што ќе работи целиот свој живот, можеби и на еден ракопис, можеби и на 5, во зависност од способноста и во зависност од здравието кое што ќе го даде Господ Бог, но сепак никаде не се подпишувале. Сите ракописи кои што ги имаме, најчесто се предпоставка дека се пишувани од некој. За било кој да зборуваме сега, тоа не е важно, но предпоставуваме дека е од тој. Но сигурно е она дека тоа е македонски ракопис со македонско црковна словенска редакција, различна од српската, руската и бугарската редакција, и многу често на моите присуства, сега не одам во источниот сосед, односно кај источниот сосед, причини кои што сметам дека нема потреба да се докажува со некој кој што не сака да разговара и да дискутира, току сака само да напаѓа и сака да се прифати она за кое што не е убеден, за кое што треба да се излажеме и самите и да не излаже некој и да се излажеме самите. Јас сум присуствувал на конференции неколку во
кај источниот сосед, на кој што сум наишол на многу разбирање. Не можам јас да речам дека некој ме нападнал или некој кажал спротивно на она ја што го мислам. Дури имаме со професорката Новотни објавено и труд во Универзитетот Свети Климент Охридски, оној баш во Софија, со македонска црковно-словенска редакција. Значи, самите го објавуваат како таков и сум наишол секогаш на разбирање од причина што на овој начин многу просто сум ги објаснувал работите, сум им велел, да речеме, се работи за ден и сон. Старословенски ракопис од 14-тиот век. Во ред, тие велат не е македонски, бидејќи нели за нив не постои таков јазик, во ред имате црковно-словенска, руска, српска, бугарска. Но во ниедно не е сон. Имате сан, сан. Каква е? Ја прифаќам, викам се, кажете ми каква е сам. Тука се рушат сите предрасуди. Малку ако е човек нормален, ќе се руши предрасудата. Нема која е, кајде нека ми каже која е. Нека измисли народ, чешка, не знам, ама сите имаме различни редакции. Правецот на македонскиот народ и македонскиот јазик се наоѓа по тоа. А самите писари не го пишувале тоа намерно. Тоа се врши по случајност, односно бидејќи зборувал на дијалект или црковно-словенска редакција која што е постои, а се пишувало по стриктно јасни правила по кои што морало да се пишува, тој грешка прави при своето пишување и како што говори, така и пишува. Како и денес. И на тој начин го создава она кое што ние го нарекуваме и светот го нарекува македонска црковно-словенска редакција, односно оној чекор следен, односно континуитет за создавањето на стандардниот македонски јазик преку народниот јазик. Сепак, со Свети Климент Охридски не завршува. Значи, и со овие ракописи не завршува континуитетот на македонскиот јазик и развојот и на македонската нација. Туку продолжува после таа цензура со просветителите и преку ракописите, па просветителите Јоаким Крчовски, односно денес веќе Свети Јоаким Крчовски и Свети Кирил Печиновиќ, кои што го даваат оној многу важен елемент во создавањето на стандардниот јазик, односно го снижуваат јазикот на едно ниво кое што ќе биде разбирливо, иако и таму среќаваме елементи на оние наши несоседи источни, кои што велат дека и Печиновиќ е бугарин од причина што напишал болгарски мизии, односно ензиком болгарски или на бугарски јазик. Под болгарски јазик, најверојатно, он не мисли на бугарски јазик, една работа, а втора работа е многу јасна, која што исто така оние наши неисторичари и лингвистите на која што треба да се базираат, а тоа е елементот дека и денеска, ако сакате да се запишете во Австралија, на универзитет, ќе се пишете дека сте австралиец. Бидејќи во Македонија не дозволиле економските услови да имаме своја држава и политичките услови, тоа е нешто многу посилно од нас. Големите сили го креираат тоа. Ние не сме успееле да имаме свој универзитет. Да речеме во 19-тиот век, конкретно. Па нашите просветители, меѓу кои Крсте Петков Мисирков, после овие Јоаким Крчовски и Кирил Печиновиќ, кои што објавуваат книги, морале да студираат на универзитетите надвор од Македонија. И како услов, бидејќи од јасно се уништува еден народ, како услов било да се напише бугарин. Па и покрај тоа, да речеме, Крсте Петков Мисирков не попушта и ја создава она монументална книга за македонските работи во 1903 година. Но и тука не завршува. Блаже Конески од 1945 до неговата смрт се бори, па дури има и неколку книги напишано за најновиот напад на македонскиот јазик. Ако мислевме дека ќе заврши таму, со признавањето официјално од светот, со создавање на илјадници речници, на илјадници книги на македонски јазик, сепак и тука нашата голгота не завршува. Се појавија внатрешни непријатели, односно непријатели кои што од внатре многу поопасно го раздробуваат ткивото на македонскиот народ и на македонскиот јазик и се труди да го уништи тоа. Јас како јазичар сметам дека јазикот е главната алка во чувањето на идентитетот. Немате јазик, немате идентитет. Тоа е најјасниот показател.
само јазикот успеел да го дочува идентитетот до ден денес. Мислам бев точен, прецизен. Професоре, сите ова кажано потврдува дека имате направено и научно истражување од областа на црковно-словенските текстови, едно истражување во Софија, Република Бугарија и во Белград, Република Србија. Вие исто така имате истражувано и во Загреб, Република Хрватска, на тема од областа на македонскиот јазик. Што истражувавте и до какви сознанија дојдовте? Сите овие ракописи на кои што работиме во суштина, во најголема мера се чуваат во туѓи држави, не во нашата Македонија, иако имаме и кај нас нешто зачувано, во најголема мера се чуваат таму. И ако сакате да се занимавате со историја на јазик, вие најверојатно ќе мора да одите и да молите и да барате ракописи од таму. Јас лично, благодарение на професорката Новотни, малку полесно дојдов до Слепченскиот патерик, односно ракописот на кој што магистрирав и кој што ми беше основа за докторската дисертација, која што ми беше под менторство на професор доктор Людмил Спасов. А професорката Новотни, според она што го кажува, наишла значи на страшни тортури и пречки при земањето на оној ракопис кој што е објавен. Јас го имам и до мене, тоа е македонскиот патерик од Слоештица. Овде работевме на расчитан текст и орнаметика и е финансирано од Министерството за култура. Какви проблеми и како, бидејќи е дел од темата, значи стигате таму и можно е да не ви го даваат. Да се бара дозвола од Министерството. Вие треба да одите во Министерството на Источниот сосед, да речеме, да барате дозвола, па дали ќе ве примат, па административни работи и така натаму. Сепак, сите овие истражувања, дури и во Белград, и мојот ракопис, конкретно мојот ракопис, се чува во Софија, оној кој што јас го имам работено, и тешко се даваат од причина што преку нив ја покажуваме она македонска нишка на јазикот, односно преку јазикот македонскиот идентитет. Успешно во сите овие патерици кои што ги работиме, докажуваме јасно дека се македонски, првично бидејќи се пишувани на македонска почва, подоцна крадени, а потоа преку јазичната обработка покажуваме дека македонскиот јазик има свој континуитет, а штом има некој народ јазик, постои народ. Значи тие се поврзано. Во старословенскиот јазик и народ имаат исто значење. Значи уште од 9 век биле паметни и го запишале дека тоа е едно и исто. Тешко се доаѓа до ракописите, но уште пострашен проблем е, сите овие истражувања, накусо ти кажем, представуваат земање на ракописно наследство, иако во Хрватска бев на една летна школа, која што беше прекрасна, од причина што, мислам, наидуваме барем кај хрватите и кај србите сега за сега на многу пријателски односи, за разлика од нашиот источен сосед, но сепак овие ракописи многу ќе значат за Македонија. Проблемот е што јас лично имам испратено еден мејл уште пред некоја година и кај нас се чува еден патерик, а бидејќи работиме, сакаме да ги обработиме сите македонски патерици, а има 7, имаме обработено 5, 2 ни фалат, едниот е кај нас. Ние имаме успејано да ги добиеме овие патерици што се од странски земји, малку со мака, малку со финансии нормално мора да се дадат, но ги имаме добиено и обработено. Жално е што во Македонија, во архивот се чува еден патерик македонски, на кој што напишав мејл да ми го пратат во скенирана верзија, да дојдам да го земам, како им одговара, за да го обработиме јазично, но наидуваме на затворена врата кај нас, односно на целосно игнорирање или не одговарање. Значи, едноставно вие како да не сте пишале. Што значи тоа? Тоа значи дека она што на почетокот го напоменавме, дека јасно се работи на уништување на нечи идентитет, а дополнително на тоа е страшното што историчари на јазик нема. Просто ќе ви кажам едноставно, јас сум најверојатно најмладиот историчар на јазик и има уште околу 7, 8 до 10 кои што се занимаваат активно со историја на јазик. И сега гледајте,
Разликата е, да речеме, оние кои што се најстари, имаат некаде по 6 некоја година. Ако не успее некој да ве научи, тоа не е наука како стандардниот јазик. Имате, може да најдете материјали. Овде мора да имате школо најмалку од 10 години за да можете сами да пливате во оваа наука. На кое било рамниште да работите, било тоа лексичко, морфолошко, синтаксичко, фонетско, фонолошко и така натаму. Така, припремајќи се за ова интервју, наидовме на едно дело кое ни го задржа вниманието бидејќи е поврзано со постоењето на македонскиот јазик. Се работи за една анализа на ракопис, односно ракописи од 14 век, која анализа ја имате направено заедно со професорката доктор Сонја Новотни. Станува збор за книгата Верховиќевиот апостол. Ќе сакате ли да ни кажете нешто повеќе за овој ракопис, поточно за книгата? Има ли нешто во оваа книга кое ги разоткрива лагите на бугарските лингвисти, како она лага дека македонскиот јазик настанал во 1945 година? Што се друго разоткривте, анализирајќи ги овие ракописи? Успеавте ли да ги докажете македонските јазични особености? Да, мислам тоа е јасно, без двоумење, без никакви, не знам, лаги. Јасно се гледа при јазичната анализа на Верковиќевиот апостол дека тоа е македонски ракопис создаден и пишуван во Македонија првично. И не само создаден и пишуван, туку и пишуван од македонец, слободно можам да го кажам тоа, бидејќи јасно се согледуваат македонските јазични црти. Зошто? Од причина што во Верковиќевиот апостол ние го прекрстивме подоцна, само да знаете, бидејќи објавивме уште една книга од овој апостол, тоа се нарекуваше Згоштов апостол, бидејќи тој е пишуван во Згошта и се чувал во Згошта. А ќе ви го објаснам и зошто го прекрстивме вториот дел од книгата, бидејќи ги работиме книгите на правописно-фонетско рамниште, расчитан текст и орнаметика и лексика. Во сите Верковиќевиот апостол уште лексика не ни е обработена, но во суштина е прекрстен од причина што однесен е самиот ракопис во публичната библиотека во Санкт Петерсбург, Салтиков Щедрин, но однесен е, односно продаден од Стефан Верковиќ, кој што најверојатно работел како тогашен агент на српската држава и имал за задача да ги собира ракописите од Македонија, да ги изнесува што во Србија, што во другите земји. Оттаму имаме и една Верковиќева збирка која што е прилично голема. На кој начин работел, на кој начин ги собирал, мислам дека има пишувано повеќе Ѓорѓи Попатанасов, затоа што се смета дека го земал повеќе од простиот народ, но и од подмитливи свештеници, на кои што им давал ситна пара за да ги земе ракописите од црквите и да ги изнесе од Македонија. Оттаму јас без никакви двоумење, не само овде, секаде го нарекувам Верковиќ крадец, и мислам дека се покајав што ја накрстивме Верковиќев апостол, па затоа подоцна во вториот дел ја прекрстивме во Згоштов апостол, од причина што на вистина најдрско се што е од овде однесено никогаш не е вратено. Без разлика каде се наоѓа, и мислам дека нема ни да се врати. По однос на јазичните особености за кои што зборуваме во Верковиќевиот апостол, јас ги имам сите книги што се објавени овде пред мене, тоа е оваа книга. Имавме една мала промоција, благодарение исто е финансирана од Министерството за култура, да напоменам. Имавме една мала промоција во општината на Тетово. Јазичните особености кои што ги има овој апостол се исклучиво македонски, па дури имаме среќавање на предлози како во стандардниот македонски јазик, од, во и така натаму. Имаме вокализација на еровите, еровите представуваат темни вокали кои што во македонската црковнословенска редакција и во македонскиот јазик се развивале во О и Е. Да речеме, старословенскиот јазик има дн и сын со голем и мал ер. Малиот ер се развил во Е, односно добиваме ден, големиот ер се развил во О. Носовките монш, ронка, зомб се развиле во
маш, рака, зап. И овие елементи ги имате само во македонскиот јазик и ден денес, што јасно покажува дека не само овој апостол, туку сите ракописи на кои што сме работеле, а имаме објавено досега од 3, Верковиќев апостол, Слепченски патерик и овој македонски патерик од Слоештица, во неколку дела. Со ова ми е важно да укажам само дека немаме потреба ние да го разобличуваме она што источниот сосед го создава. Ние само треба да ги ставиме на игнор. Односно, нема зашто да се разговара дали е или не е факти, има научници, јас сум дел од тие научници, мислам малку сака и храброст кај научниците, бидејќи кај нашиве некако слаба е храброста. Зошто не знам, тоа се возрастни луѓе, не би требало да се плашат од ништо и не би требало, повеќе би требало јас да се плашам најверојатно, бидејќи сум се уште на почеток би рекол на кариерата, но мислам дека задачата на лингвистите македонисти е да го штитат македонскиот јазик. Не е важно дали ќе работиме оваа професија. Ако не застанеме за јазикот како што застануваме за своите деца, ние ништо не сме работеле во животот. Ако не го штитиме јазикот како што ги штитиме своите деца, а го работиме тоа, под наводници, ние ништо не сме завршиле. Значи, постои правда Божија која што јас велам дека некогаш и некаде ќе покаже дека сум бил во право. Професоре, предпоставувам дека овие ракописи се запишани во Македонија, бидејќи се работи за постоењето на македонскиот јазик. Правејќи ја анализата на овој, односно овие ракописи, наидовте ли на податок кој ги напишал, односно запишал овие ракописи и каде? Каде ги најдовте и како стигнавте до овие ракописи? Веќе мислам дека накусо ги опативме малку деловите, бидејќи се поврзани еден со друг. Ви кажав пред малку дека самите ракописи немаат писар, така се нарекуваат оние што ги пишуваат писари, односно имаат, но нема име. Само се предпоставки дали е или не е тој писар, доколку има некаков податок натре, бидејќи овие ракописи се пишувани сите по некој си устав. Устав е правило. Значи, има правило на пишување. Без разлика дали е црковнословенски ракопис, канонот некаде се чува, некаде не. Патерикот како жанр, оно што го работиме ние во најголема мера, одстапува од канонските елементи, односно од она како што мора. Бидејќи тоа е книга за светите отци, односно житие за светите отци, па таму најчесто се среќава богата лексика, која што изобилува со семантички сфери кои што се обработуваат, но сепак во однос на писарот не можеме да кажеме точно, а по однос на пишувањето тоа можеме точно да го кажеме, бидејќи секаде во секој ракопис, со исклучоци најверојатно мали, некаде во маргините, некаде на средината, на последната страница, пишува каде е пишуван. Некаде дури и од кого. Но тоа го пишува секогаш друг. Не оној кој што е бил писар на ракописот или што го создал, тој ракопис го препишал и така натаму, тоа го пишува некој друг негов наследник или некој што го нашол. Така и за Слепченскиот патерик пишува дека ракописот е пишуван во Слепче, односно во Слепченскиот манастир кој што се наоѓа во Демирхисар. Традицијата и фолклорот се два клучни елементи и во континуитет на македонскиот јазик. Вие заедно со професорката Новотни или Новотни имате работено на овие теми. До какви сознанија имате дојдено, од колкаво значење и која е улогата на фолклорот во зачувувањето на традицијата и говорот? Мислам дека пред малку со песната што ја имавте пуштено, го зачувувате преку фолклорот македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Ние имаме работено во најголема мера на тетовскиот говор, бидејќи јас сум од Тетово, мене ми е тоа многу поприемчиво, многу појасно и многу добро можам да ги согледам работите, бидејќи потекнувам од градска тетовска фамилија, многу ми е близок оној градски тетовски говор. Оттаму можеме да бележиме, тоа го организираше таа конференција Институтот за македонски јазик, но можеме да бележиме дека фолклорот изигрува една од најголемите улоги
нормално преку јазикот, бидејќи самиот фолклор представува и јазик. Песната се пее на некој јазик. Односно во тој период и ден денес на дијалекти. Така и на тетовскиот дијалект. Тоа беше многу интересен труд кој што беше презентиран на институтот, но сепак во подготовка сме и на веќе подолго време, бидејќи не ни стига време да го подготвиме. Самата професорка Новотни по потекло е од Воден, односно од Егејска Македонија, таму кај што нема македонци, тоа е нешто што не постои. Самава професорка значи потекнува од таму, и тоа од двете страни, и мајката и таткото, и имаме некои материјали токму од Саботско, или денес Саботско, за кои што треба да се обработи целосно, ги имаме внесено во компјутер, но здравје понатаму ќе пишуваме, бидејќи токму таму работиме и на дијалектот, и на она колку жители имало, дека биле македонци и така натаму, а денес нели тоа ништо не важи. Што значи преку ваквите дела, особено на дијалектен план, каде што се опфаќа и фолклорот, тоа се песни, ора и така натаму, мислам дека се чува традицијата првично, оние славења кои што ги имавме сега, значи за Божиќ, за Бадник и така натаму, кои што остануваат во Тетово, без разлика и јас сум против, да речеме, како пример ќе го дадам палење на огнови, може би не е црковно, но е традициски. Значи, не знам сега што е правилно, што не е правилно. Таа традиција може би ја сочувала верата. Од тука не знам колку е добро да зборувам за ова, колку е лошо, бидејќи јас сум самиот верник, но сметам дека токму тие елементи влијаат многу на народот во зачувување на традицијата. Затоа што до скоро време, бидејќи словените како народ, кој што се измешал со античките македонци на овие простори, биле пагани, до скоро време ние имаме, па и ден денес имаме некои обичаи со кои што црквата се обидувала да им го ублажи пристапот на самите словени до црквата. Па и до ден денес се чуваат некои такви пагански обичаи од типот на маскирање едно друго во она создавање на некакви си жртви кои што би требало да бидат во религијата. Но сето тоа влегува во богатството на традицијата и ние во самиот труд кој што го работевме и е објавен во Институтот за македонски јазик, токму за фолклор и традиција, дојдовме до заклучок дека навистина оние песни, ора, дијалекти и обичаи традиционални кои што се, да речеме, за Игнет, за Бадник и така натаму, во најголема мера влијаеле на сочувување на идентитетот на нас македонците, еве конкретно зборувам во Тетово. Како член на Комисијата за култура на ВМРО ДПМН, каков е вашиот став околу финансирањето на проекти од областа на културата од страна на оваа наметната власт? Се издвојуваат ли доволно финансии и дали рамномерно се распоредуваат? Пред известно време прострои една информација дека власта преку Министерството за образование и култура одбила да финансира еден проект од областа на филмската индустрија, а дознавме дека не одобрила ни средства за овогодишниот Вевчански карневал. Запознати ли сте за кој и како филм станува збор и која е причината за таквата одлука, но и за одлуката да не го поддржат годинешниот Вевчански карневал? Да, запознаен сум, иако сум згрозен, би рекол, од таквите одлуки. Работиме како Комисија за култура на ВМРО ДПМН со полна пареја по однос на критикување, на наоѓање елементи, дури на еден начин и да им помогнеме на власта да се ги согледа грешките и да ги исправи, но мислам дека воопшто не наидуваме на повратна информација, односно да се прифати нешто, бидејќи секој нормален нели би прифатил. Ако ми укажете на нешто, немој да се движите многу, немој да правите ова, би требало, ако сум јас нормален, тоа да го спроведам. Ние упатуваме, даваме елементи, зборуваме сега, бидејќи тоа представува Комисија за култура, а до сега зборувавме дека баш тука влегува фолклор, јазик, традиција и така натаму, е најважниот сегмент за сочувување на македонскиот идентитет, но некој, како што зборувавме неколку пати, работи активно. И мислам дека одлично им оди во уништување на тоа, но
се надевам уште многу кратко тоа ќе биде, а по однос на филмот мислам дека тоа не е филм кој што не го финансира, туку се работи за филм кој што не сака да го пушти власта. Тој е финансиран од претходната власт на ВМРО ДПМНЕ и е завршен, ако зборуваме за истиот. Тој се нарекува Црвениот поет. И во суштина, филмот е направен пред 6 години и го чува некој во фиока. Со доаѓањето на новата власт, филмот исчезнува. Иако тогашната директорка на Агенцијата за филм, Мими Ѓорговска, што во суштина е и председател на комисијата, Централната комисија за култура при ВМРО ДПМНЕ, даде и своји изјави и иницираше да биде пуштен овој филм, па макар на некоја друга национална телевизија, иако сметаме дека треба тоа да го направи МТВ, односно македонската телевизија, што е и најправилно. Мислам дека овде се прекршени низа на закони и низа на законски подчленови со самото криење и необјавување на овој филм, иако за овој филм се дадени 23 милиони денари и од исклучителна национална вредност или исклучителен национален интерес, сепак некаде стои скриен, задскриен и така натаму, каде што не може да го види белиот ден. Филмот во суштина, да знаеме само за што се работи, е серија за Кочо Рацин. Македонскиот револуционер. Новиот Никола Карев, кој што во суштина укажува самиот филм на борбата на Кочо Рацин против бугарската фашистичка власт и заробеништвото кое што го трпи од самата бугарска фашистичка власт во логорот Корница во Бугарија. Токму од тие причини овој филм наликува во известна мера на трето полувреме и навредува нечии чувства на нашите соседи и само од таа причина ваков убав филм првично, интересен филм кој што ќе ги подигне националната чувства на македонците, кој што ќе ја прикаже вистината, филмот е сниман врз основа на вистински елементи, се уште не е пуштен, да видиме дали ќе успее, бидејќи и Алфа сега телевизија бараше да биде пуштен, да видиме дали ќе има некој успех, односно турнување малку напред или правење барем еден мал чекор кон она што е вистина и она што треба да го работи самото Министерство за култура со сегашната министерка. Во последните 5-6 години интересот за изучување на македонскиот јазик се намалува и бројот на студенти кои се заинтересирани да го изучуваат на катедрите по македонски јазик во Македонија, но и во светот е се помал и помал. Ако на ова го додадеме и фактот дека се почесто се користи терминот, односно кованицата дека нашиот јазик е северно македонски, постои ли можност македонскиот јазик да доживее исчезнување, по примерот на неколкуте дететици јазици исчезнати или на ивица на исчезнување? Дали македонскиот јазик со тек на времето од општествен ќе спадне на семе, на потоа од семе на индивидуален? Дали е можно на некој начин да се спречи ова и со закон да се заштити македонскиот јазик и колкава е одговорноста на власта за неводење грижа за македонскиот јазик? Мислам дека одговорноста најголема е на власта. Но, не е власта само во прашање. Туку овде морам да напоменам дека сме одговорни ние, јас лично како работен на катедра за македонски јазик на Универзитетот во Тетово. Потоа имаме уште една институција која што е многу поважна од нас, на која што Филолошкиот факултет во суштина има она национална определба, тоа е Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје, и уште една институција многу важна, тоа е Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков. Овие се или би требало да бидат чувари на македонскиот јазик. Македонскиот јазик нема опасност од исчезнување, колку и да се трудат, тоа не може да успеат. Законски е заштитен, но опасноста демне од друга страна. Во моментот ние немаме закон за македонски јазик, а имаме закон за јазиците. Значи, може би овде нешто се игра. Бидејќи македонскиот јазик, Советот за македонски јазик, во кој што член беше токму и професорката Новотни пред известно време, односно пред 2 години, мислам, и потоа беше променета најверојатно токму од вакви причини,
бидејќи се спротивставуваше малку на или многу на обидите да се наметне некои термини кои што не се однесуваат за македонскиот јазик, подоцна беа сменети, но сепак еве и новата екипа која што ја има Советот за македонски јазик не успева да го озакони македонскиот јазик, иако до претходно значи постоеше закон за македонски јазик кој што беше заштитен. Сега, докаде ќе тера ова, тоа не знам. Мора да има промени големи за да се стопира ова, за брзо да се донесе законот за македонски јазик, брзо да биде тој заштитен и озаконет, иако е озаконет, но не функционира законот за македонски јазик. И сепак сметам дека нема зашто да се плашиме за македонскиот јазик, бидејќи додека има луѓе како вас кои што вон институционално, како мене институционално и така натаму, овој јазик и овој народ не би требало да се плаши, но треба да вметнеме малку жар кај младите, бидејќи вистина е тоа што го кажавте дека заинтересираноста многу е опадната, тоа зборувам за страшно опадната. Кога јас легов на работа на Универзитетот во Тетово, имаше некаде околу 20 студенти, да речам. Сега имаме 2 редовни и останатото се вонредни студенти. Тоа се должи, мислам, и на водењето на катедрата од една страна, несоодветното би рекол водење, да не користам некоја терминологија лоша, малата рекламираност и пред се имаме иселување, а над се негрижата на државата Македонија по однос на јазикот, односно кога вие немате работно место, вие немате вработување на лектори, немате вработување никаде за македонски јазик, нормално е дека заинтересираноста ќе опадне. Тука мислам дека би требало најмногу да се ангажира државата преку министерствата кои што се задолжени за ова. Так. Пред неколку дена се случи средбата на представниците на политичките партии на албанците од Македонија со албанскиот премиер Еди Рама и тоа во Тирана. Ви наликува ли оваа средба како на она пред 6 години на која средба се роди Тиранската платформа? Дали оваа средба може да ја оквалификуваме како Тиранска платформа втор дел и со какви отровни стрели ќе се соочи Македонија и македонскиот народ после оваа средба? Дали преку оваа средба представниците на албанските политички партии кои беа во Тирана ја суспендираа уставноста на Македонија? Како вие ја видовте оваа средба? Јас ќе дадам овде мое индивидуално гледиште. Значи, нити од страна на партија, нити од страна на нешто друго, туку индивидуално мислење. Моето индивидуално мислење дека сето ова не е игра на албанците воопшто, туку ова повеќе е игра на македонците. Мислам дека ова е некоја игра на власта, дел да се заплаши народот, без разлика кој, и албанскиот народ и македонскиот народ. Не зборувам ја за еден. Знаете како е, сите патиме од ваква власт. Не пати еден народ, тука патат сите што живеат на територијата на Македонија. Иако најмногу македонците. Моето гледиште е дека ова е вид на трик, кој што се прави за да се одвлече некое внимание, како често до сега што е докажано, па самата и Тиранска платформа, извинете, мислам дека беше повторно некој елемент на замајување на народот, бидејќи знаете дека во држави во кои што не сакат власта или државнотворниот народ да прифати нешто, тоа не може да се случи. Може да се наметне, но тоа е кусо. Овде многу работи некако се наметна, иако јас сметам дека не се наметнати, току дека се инфилтрирани токму од самата власт. Односно од македонскиот етникум кој што е на власт во моментот. Так. Ке мора да побрзаме сега веќе. Како ќе оцените посетата на Македонија, односно Македонската православна црква Охридска архиепископија од страна на рускиот митрополит Антони и како гледате на изјавата на професорот за интегрална безбедност Маријан Ѓуровски дека оваа средба била ризик за македонската национална безбедност и дека била спротивна на државните и национални интереси? Јас сметам дека ова е навистина
без дискутабилни елементи, затоа што се работи за една многу нормална посета на едни два братски народа, многу нормална посета на две исти цркви, зборуваме за православната црква, што би било подобро папата да дојде и не би било за националните интереси, или да дојде некој си руски владика, од една страна. Од друга страна, повторно преку ваквите изјави на одредени професори, критичари, аналитичари, мислам дека се создава конфузија малку во општеството. Едни поддржуваат како, други како не сакаат да го поддржат тоа, но јас сметам дека во црквата никој нема да право да се меша, па дури нити професори, нити председатели. А ние не сме некој политички елемент, НАТО елемент, од кој што некоја држава би се уплашила или пак би реагирала на некаков строг начин, бидејќи ние сме една играчка во рачете на геополитиката и на оние големи играчи, во кои што не влегуваме нити во игра, нити во да подаваме некои работи. Оттаму сметам дека вакви испади не би требало да има. Не ги осудувам тие, бидејќи демократијата познава обраќање и на едни и на други, и своје гледиште да си даде. Моето гледиште е дека немаме право да се мешаме во црквата од една работа, а од една страна, а од друга страна дека и никој не смее да ја критикува црквата затоа што си направила состанок со некој свој, односно состанок во однос на она што си го работаат, а тоа е ширењето на христијанската религија во Европа. Професоре, каков е вашиот став околу новиот закон за заштита на производи, според кој закон декларациите, гаранциите, сертификатите и останатите документи треба да бидат двојазични, односно на македонски и на албански? Мислам дека ќе се создаде голем трошок првично на една сиромашна држава како што е Македонија. Тоа е првата гледна точка. Јас никогаш не сум бил за двојазичност. Не сум бил ни против двојазичност, но тоа да биде во некое умерено, да може да се го зборува, да може да се комуницира, да може да студира, бидејќи јас работам на универзитет кој што е од албанци и создаден и воден. Значи тоа е албански универзитет во Македонија, односно универзитет каде што може да студираат албанците на свој мајчин јазик. Јас со секогаш сум поддржувал нешто такво. Но, вакви трошоци и вакви небулозни работи, дека секој производ треба да има двојазични етикети, секој производ треба да има двојазични елементи од било кој аспект, не поддржувам од причина што тоа го предавам. Јас сум и лингвист, не сум само историчар на јазик, диалектолог, лексиколог, туку сум лингвист, а лингвистиката познава едно правило, дека јазикот единствена основна функција е обединувачката. Како ќе се обединиме ние, ако зборуваме секој на својот јазик во една држава, односно на една територија? Правата да зборуваш на својот јазик мора да бидат загарантирани како човекови права. Но обврската да го познаваш јазикот кој што е државен и да го почитуваш е поважна од се останато. Значи, таа е основна функција на јазикот, да обединува. Со двојазичноста и со сите овие, не знам како да ги наречам, небулози кои што ги прави власта, сметам дека носи само лошо за сите во Македонија. Не зборувам за македонците. Значи, носи лошо за сите. Бидејќи албанците ќе си зборуваат на македонски, на албански, ќе имаат се на албански. Никаков проблем. Треба да оди на суд адвокатот во Скопје. Треба да оди на суд во Штип. Психологот треба да работи со македонец. Треба да работи со турчин. Сите ако зборуваме на различен јазик, што ќе стане тоа? Ќе бидеме како вавилонската кула. Јазикот има најважна функција да обединува. Токму од тие причини секоја држава има еден службен јазик. Сите останати јазици се во поинаква малку, во поинакво рамниште ставени. 2022 е веќе зад нас и 14 ден ќе кориме во истата. Многу ми навела дека треба да заборавиме, но јас мислам дека не треба да биде така, туку напротив треба да пометиме за да не ни се повторат лошите работи и да учиме од грешките.
После сите овие работи кои се случија во годината што помина, 22-та, од кои само еден мал дел можеме да ги оквалификуваме како прилично добар, а остатокот нанесе горчливи последици за Македонија и македонскиот народ. Вие, пошто ќе ја паметите 2022-та, што е тоа што не би сакале да се повтори и каква поука ние, македонскиот народ, треба да извлечеме од се она што ни се случи во минатата 22 година, и дали можете да извоите некоја позитивна работа која можете со гордост да понесете во оваа 23-та? Навистина не како? знам што позитивно видов во Нема. 2022. Ама навистина, освен му благодарам на Бога живи здрави сите, освен овие елементи кои што да речеме од област на ми објавија книгата Министерството за култура, најверојатно и уште неколку, однос на политиката, мислам дека само погубно е, дека не може политика да се води со спротивни ставови. Ставовите се за зближување. И затоа не смее да се заборави што е направено, но и да се сноси одговорност за она што е направено. Не е само да паметиме. Колективната меморија најдобро се памети по оние кои што ќе бидат казнети за своите било какви дела и недела. Токму оттаму, оваа година мислам дека беше уште полоша од претходната. Иако очекувавме подобрување, особено со глобалната политика која што се води низ светот, после короната очекувавме малку опоравување на повеќе планови, нас ни се зададе уште еден удар и од сиромашна држава станавме уште посиромашна држава. Сметам дека не треба да се заборави, но треба малку да се мисли на иднината на народот, на македонскиот народ, на државата Македонија, и кој да е власт треба јасно да се бори за самата Македонија и не да се бориме против она што е македонско, барем не оние кои што се македонци. За таа цел ќе прочитам само еден пасус, многу кус, една реченица, ако ми дозволите нормално. Значи, во суштина, Ѓорѓе Апулески првично во наше отечество Македонија вели и ние се именуваме македонци. Зборуваме за многу одамна. Но Темко Попов, представник на тајниот македонски комитет во Софија, кој во текстот Кој е крив и во писмото до Баџовиќ во 887 година се застапува за воведување македонски јазик во училишта и да изразува македонска национална свест. Тој вели вака, Темко Попов, во 1887 година. Националниот дух у Македонија до такво дередже денеска е стигнал, штото ни сам Исус Христос на слезите од небоно не може да уверит македоница оти е болгарин или србин. Видете колку пред нас биле оние што се позади нас. Колку ние лошо се однесуваме кон нашата татковина и кон нашиот народ. Одличен заклучок, одлично Убаво кажан. завршеток. Так. Професоре, ви благодариме за гостувањето во емисијава. Верувам го задржавме вниманието кај сите наши ценети слушатели и гледачи. Ви посакуваме секое добро, среќна и просперитетна. Нека ви е Василица вам и на вашето семејство. Пријатно до слушање и скоро довидување овде на Македонски корени. Поздрави, благодарам многу на поканата и среќна нова година православна на сите верници кои што се со православна вероисповед. Пријатно, Среќна. до слушање. Поздрав, довидување. Пријатно. Секое добро. Поздрав.